Ги знам сите изговори, ги слушам секој ден. Премлад сум, ништо не ми е. Немам време. Ке помине. Ги знам сите изговори. Премлад сум, немам време, ке помине, тоа е нормално со годините и ред други изговори кои секојдневно ги слушаме во нашите ординации. Најчести причини се машкото его, стравот од прегледот, недоволното ниво на здравствена култура, поистоветувањето на симптомите со возраста, прегледот трае помалку од едно фудбалско полувреме. Кратко колку едно утринско кафе. Еден изгубен ден може да го промени целиот живот. Се состои од 3 дела, генерално ехо преглед кој не би требало да трае повеќе од 15 до 20 минути, земење на крв за простатичен специфичен антиген, популарниот тумор маркер на простата и евентуален краток разговор со докторот специјалист и евентуален дигиторектален преглед. Не повеќе од 20 до 30 минути. И покри тоа што границите секојдневно се поместуваат, генерално према светските гайдлайнси, време за пробека е после 50-та година од животот кај пациенти кои што не се оптоварени со фамилиарна анамнеза. Кај пациенти кои што имаат фамилиарно генетско оптоварување, односно роднина од прв или втор ред, еден или повеќе роднини од прв или втор ред кои се со веќе диагностицирано малигно заболување на простата, треба да го направат тоа и порано, 5 до 10 години порано. Значи, кај таа популација од 40 до 45 година треба да се почнат рутинските прегледи. Симптомите генерално доаѓаат од бенигното зголемување на простатата, односно простатичниот аденом. Симптомите кои што ги дава малигнитетот се главен знак дека станува збор за веќе поодмината фаза од болеста. Значи, симптомите кои што ги дава зголемената простата се оние кои што генерално иритираат. Ноќно мокрење, пациентот станува 2 до 3 пати ноќе, ослабен првиот утрински млас, чувство на недоизмокреност, чувство на итност, дури многу во одредени моменти може да има и таа итна ургентна инконтиненција. Од областта на урологијата доаѓаат во предвид карциномот на бубрек и поготово карциномот на тестис, кој што е во последно време во голем пораст и ја зафаќа претежно младата машка популација. Значи, било каква промена на тестисите, на половите органи, палпабилна формација, тврдина, тежина во тестисите, веднаш без двоумење да се јавите на специјалист. Како совет, покрај редовните и навремени прегледи, може да се воведе они стандардни совети. Здрава исхрана со помалку црвено месо, што се однесува до простата, така наречената медитеранска исхрана со повеќе јаткасти плодови, доволна хидрација на организмот и колку дозволуваат условите, односно начинот на живење да се намали секојдневен стрес.